Ние многу често во нашата утринска зборуваме за напредокот на светот и докаде оди роботиката и вештачката интелигенција. Пред малку погледнавме и интересни работи за Кина, а сега ќе се навратиме во Македонија. И нашите млади, особено гениалните умови кои што неуморно размислуваат за целата оваа проблематика, исто така може да се пофалат со врвни достигнувања. RoboMac 2025 е надпревар кој што ги обединува овие млади гениалци и експерти, би можела да ги наречам и иноватори. Овој надпревар од 12 до 17 мај повторно се случуваше во нашата земја и беше домаќин на над 60 учесници од земјава и од странство, што го прави и најголем настан од ваков карактер на овие наши простори. Денеска дел од организацијскиот тим со кој што верувам дека ќе споделиме интересни занимливи работи, особено за повозрасната категорија на луѓе, па и за помладите, можеби на некој начин да ги мотивираме и тие да навлезат во овој свет на роботика и вештачка интелигенција. До мене професорот Горијан Наџински, потоа Илија Мижимаковски, дамата ни е Магдалена Мандалова и Филип Жаков. Добро утро, добро дојдовте. Сакаме кога ни е вака полно студиото, особено кога имаме млади луѓе кои што навистина се пронашли во оваа област, како велиме, поглед кон иднината, веројатно, со сето на кое што го имаме како информација, како и кај нас, но за во светот веќе да не зборуваме. Па добро би било да дзирнеме во тој дел или во тој свет, особено за организацијата на RoboMac, оние кои што не следат, кои што можеби слушнале, но не знаат поточно како, на кој начин се организира, како се реализира, кои се може да учествува. Значи сите важни работи би било добро да ги знаеме, па би стартувале со тоа како помина самата организација и реализација на RoboMac оваа година. Кој би почнал? Ајде, ќе почнем јас, па ќе ги воведам и младите колеги кои што се исто одговорни за организацијата. Значи, RoboMac е меѓународна работилница и конференција за роботика и се одржа по 13-ти пат годинава. Првата одржана во 2009 година, ради ковидот имавме неколку години пауза. Организирана е од македонската секција на IEEE, тоа е меѓународниот институт за инженери по електроника и електротехника, кој што има во секоја земја во светот свој огранок, така и тука. И посебно, значи главно организирано од нашиот студентски огранок на IEEE, чиј председател е Филип. Тука па тој ќе може да каже нешто повеќе и нормално во организацијата е вклучен и факултетот за електротехника, информацијски технологии, ФЕЙТ или електрофакултет постаро, кој што им е познат на сите. И од тој факултет сме сите четворици, сите млади колеги кои што исто така учествува и во техничка и во логистичка организација. Ајде, Илија, може да почнеме и со тебе како дел од организацијскиот тим, но меѓу другото и некогашен учесник. Сега не знам тоа кога последен пат се надпреваруваш или учествуваше на RoboMac? Ако не се лажам, мислам дека беше 2023-та и тоа беше прв RoboMac после короната. Всушност, бидејќи нели како што почна короната и не се одржувал тој период. И можам да кажам дека иако исти задачи се решаваат и како техничка поддршка и како учесник, сепак многу подруго чувство од аспект на тоа како учесник имате 5 дена да сработите еден проект, кој потоа треба да го приложите 6-тиот ден, да се осигурате дека работи и нормално да ги победите другите, што јас и мојата колешка во тоа време успеавме. И исто така следните 2 години ги организирам категориите роботска рака и само тркачки автомобили да ја крстиме македонски. Добро, може ли да споделиме кои се останатите категории? Тоа се категории кои што не се менуваат од година во година, фиксни се? Или зависи како светот напредува, па се менуваат и работите? Би рекол, некои категории се менуваат некогаш од корен, а додека други категории само се менува задачата што треба да ја завршите. Например, во категоријата роботска рака во која учествував како учесник, нашата задача беше имавме коцки во различни бои и форми и требаше соодветно да ги селектираме во кутивчиња со истите форми и бои. Следната година, например, требаше да се изгради што повисока кула. Всушност истата опрема, но различна задача, со цел да не се повторуваат задачите. Во категоријата каде што јас ја организирав годинава, имавме автономни возила, односно мали роботи со тркала и камера кои треба сами да навигираат пат и да нормално кој најбрзо ќе мислам дека беше 4 круга, кој најбрзо ќе заврти 4 круга го прогласуваме како победник. Исто така имаме годинава имавме и Detect the Intruder,
односно пронајди го на трапникот, каде што всушност студентите има задача да формираат еден вид на радар кој ќе скенира објекти и ќе открие кој објект е под одреден агол, односно кој објект е натрапник. AI фудбал, односно VI фудбал би дошло во превод. Тоа се агенти кои играат фудбал и студентите мора да направат всушност некои функции каде што ќе ги подобрат овие агенти и нормално најдобриот тим, тој што има најмногу победи, најмногу голови победи, беше прогласен за победник. Исто така имавме и четбот, таа слична како self-driving cars, односно самотркачки автомобили, само тука наместо камера, како сензор имавме микрофон, односно наредбите кон роботот беа испраќани преку звук, односно напред, оди, лево, десно и пропуштам некој. Мислам дека се тие 50. Да, тие се детали. Оно што исто така можеби важно да го споменеме, рековме 13 години, така? 13 години. Веројатно искуството си го прави својот и во поглед на организацијата и во начинот на кој што сето тоа логистички би требало и да се организира и да изгледа како, мислам, да биде успешно. Но истовремено апсолутно важно е да биде во текст она кој што и глобално се случува. Сега можеби не можеме да бидеме на така исто ниво, но да се пратат тие новитети. Колку од годините наваму во самата организација се прати сето тоа или прашањето поедноставно да биде колку имаме услови да сето ова кој што се организира е во склоп на Робомак да биде, да речеме, на едно добро ниво. Очигледно дека е така со оглед на долгите години постоење, но вашиот впечаток ме интересира како дел од организација. Па ја би одговорил на ова. Кога станува збор за начинот на реализација на самиот надпревар, тој на ниво парира со светските настани од ваков карактер. Со тоа што јавноста можеби тоа не го видува, меѓутоа обемот е тоа што е по знак прашалник. Во смисла на тие земји кои што се одвиваат вакви настани се од поголем карактер, меѓутоа од поголем обем. Нивото на технологијата и науката која се импрегнира во самиот надпревар и во категориите е релативно иста. Со оглед на тоа дека се работи за додипломски студии, ние сме како факултет и како организација спремни да услужиме према студентите, да ги услужиме од тој аспект. Оние кои што се учесници се во редовен образовен процес, таму во тој дел кај што се, до тоа ниво до кој што се, им помага учеството во однос на некаков, да речеме, дополнителен бонус во самото тековно образование или имаат ли некој поени плюс, нешто така во склоп на... Бонусот не е во смисла на поени по самите предмети кои ги слушаат и студираат, туку во смисла на она што од практичен аспект ќе го добијат како искуство од самиот надпревар. Знаеме дека предавањата општо и предметите се теоретски, бидејќи за да еден млад човек стане инженер во иднина, тој мора концептуално да ги разбере работите, односно народно кажано теоретски. Да. Додека практичниот дел факултетот го нуди преку вакви проекти и вакви настани, кај што Робомак е пионир, не само кај нас во државата, меѓутоа и на Балканот, па и пошироко. Да. Беќе 13-та година, како што и кажавте, се одвива, 13 години им помага на младите да го стекнат практичниот дел, а сепак да се стекнат и со искуство за така битни проекти во смисла на напредокот во технологијата. Значи, бенефити за нив и за самиот настан со оглед на тоа што се здобиваат со пракси покрај теоријата која што ја учат. Велиме теорија без пракса не можеме и обратно. И сега горе долу кај нас на факултетите нешто повеќе теорија, можеби помалку пракса, зависно за тоа можеби времињата се смениле од ние кога бевме студенти, но како и да е, еве она кое што веројатно може да го споделат и учесниците и го читавме и во делот порталите, дека навистина е добре дојдено во однос на нивното образование и учење за понатаму, но еве ќе дадеме збори на нашата дама во студиото во однос на логистиката, така. Што значи логистичка организација на еден ваков надпревар, бидејќи се работи за простори каде што треба да има вежби, доволно простор, можности и услови за сето тоа да се реализира? Па задачата на логистичката поддршка започнува неколку месеци порано со контактирање на потенцијални спонзори,
потоа со подготовка на лаборатории, каде што всушност и се самите надпреварувачи, тоа во договор со професорите и асистентите на нашиот факултет да се ослободат простори за лабораториски вежби да се преместат. Веројатно да се обезбеди потребната опрема за или задачите кои што ќе се извршуваат. Така е, да. Потоа во тие лаборатории каде што се категориите не треба да влегуваат други студенти бидејќи работиме со скапи уреди се тие. Потоа подготвување на лабораториите, имаме 5 лаборатории за робомак и 2 лаборатории за робомак јуниор. Лепење на постери, изготвување на акредитации, тоа е пред самиот официјален почеток на надпреварот. Потоа на денот на надпреварот сме задолжени за акредитирање на надпреварувачите, како и подготвување на сцената за официјалниот почеток, каде што имаме говори, годинава ректорката зборуваше, деканот на нашиот факултет. Магдалена, колку учесници имаше оваа година и бидејќи и Филип спомена ова е настан кој што е на Балкан од водечки, од кои се земји имаше учесници или покрај нашите студенти? Покрај нашите студенти имаше учесници од Република Косово. Имавме 7 учесници од Република Косово. Мислам дека во 2 категории се надпреваруваат. Имавме и победници од таа земја во роботска рака. Околу 60 на 64 мислам дека беа учесниците на годинешниот робомак. Да, Филип, што ве фасцинираше генерално вака како организатори или кои се оние, да речам, позначени победнички проекти? Верувам дека студентите постојано се иновативни, ги следат и трендовите што се во светот, но за да победат, веројатно постојат неколку критериуми кои што треба да се запазат, а од друга страна пак и решението да биде доста иновативно. Вака, значи секоја од категориите, како што каже колега Илија, си има своја задача. Таа задача има одредени точки кои треба да се запазат и граници во кои се реализира задачата. Комисија од аспект на некој да суди да делува поени нема. Ли практично поените се добиваат од извршувањето на самите задачи и нивната успешна реализација. Секоја година победуваат различни луѓе, различни студенти, некои очекувани, некои неочекувани. Прагматичен е овој дел кога станува збор за роботика и вештачка интелигенција, така би го ословил тоа, бидејќи не секогаш може да предвидиме што и како ќе се случи во рамките на вакво надпреварување. Покрај надпреварувачкиот дел или учеството на оние кои што оваа година беа дел од робомак, го имаме и информативниот или да речеме едукативниот дел. Веројатно подеднакво е важно да се едуцираме и да бидеме во чекор со оној што се случува во светот. Ние веројатно го забележавте и тоа дека и во денешните светски занимливости практично со нив отидовме во Кина, каде што имавме и видовме инсерти од бокс на роботи, меч во бокс. И исто така бестање на Рубикова коцка од страна на робот. И нешто што велиме со Цеца во Кина веќе им е сосема нормално прифатено, бидејќи тие имаат и роботчиња за во домашна употреба. Како во чекор со тоа се одвиваат и темите за предавањето, дали дел од ова е составен дел од темите и слично? Да, значи предавањата се исто неизоставен дел од робомак. Сега кога велиме предавања, не се класични факултетски предавања, туку се информативни популарни предавања, ги имаше вкупно 7 годинава, мислам, и се секогаш на најактуелни теми кои што можеме да најдеме предавачи, меѓутоа дополнителни тоа се секогаш предавања у голема мера од наши професори, од ФЕИТ, од ФИНКИ, од останати факултети и универзитети во Македонија и од странски гости. Секоја година имаме барем по некој гости на странство. Така да сакам да кажам дека и нашите професори, истражувачи во голема мера се во колку што може да бидат во чекор со светските трендови. Годинава имавме предавања на теми, например, на синтези и препознавање на говор, значи вештачки говор и креирање синтези и препознавање од страна на роботи. Имавме предавање за smart glasses, значи паметни очила, кои што ги идентификуваат сите
потреби и состојби кај носачот, и на нив работи например професорот Христијан Ѓорески од ФЕИТ, кој што значи не збореше за паметните научари во светот, туку збореше за неговиот прототип, кој тој го развива со својот тим. Понатаму имавме предавања за користење на роботите во терапии за деца со аутизам и со посебни потреби, значи за таква, да речеме, медицинска или тој видно употреба на роботите и така натаму. Тоа беше од професорот Бојан Илиевски од Финки. Заборавам други да не ги листам сега. Да, во таа насока се сите тие значи трендот се држи затоа што луѓе во Македонија ги работат тие работи и секогаш убаво кога робомак настани како робомак им даваат платформа, тоа и на младите директно да им го. Да, ги мотивира. Вие сте професор и сте фатиле едно друго време кога беше нели зачетокот на компјутерите и време кога немаше компјутери, така, во детството. Да. А овие нови генерации тоа воопшто не го доживеале. Прашањето ми е, ве плаши ли напредокот на светот, вештачката интелигенција, каде се е достапна или во кои се сектори може да влезе, затоа што имаме веќе и злоупотреба на истата и така натаму, затоа што вие можете да го гледате и споредите и едното и другото време во кое што сега толку брзо се напредува. Да. За плашење не ме плаши, затоа што ова е повторно некој вид на научно-технолошка револуција, какви што сме имали претходно во историјата на човештвото. Да, ма роботиве се се поприсутни. Да, секој од нив изгледа... Некои муабети се дека роботот ќе го замени човекот во одредени професии. Точно, како и претходно, мислам, и машините што пообичните машини што ги заменувале работниците. Да, сега значи роботите и општо вештачката интелигенција се способни се повеќе да ги заменат луѓето во се повеќе области. Но мислам дека секогаш ќе има области во кои што нема да може да ги заменат, затоа што нели вештачката интелигенција е вештачка. Така викаме зашто нам ми се чини дека е интелигентна, дека е природно интелигентна, меѓутоа има работи врзани со човековата креативност, досетливост, оригиналност, кои што нема да може да ги замени, меѓутоа она што треба да не плаши, туку загрижува и да не држи одговорни и будни е нели одговорното неизино користење на роботите и на вештачката интелигенција. Тука мислам и нели на спречувањето на малициозно неизино користење и злоупотреба, но и на информираноста на луѓето. Значи луѓето мора да се свесни што е вештачката интелигенција, кои се низините способности и како треба да се користи, зашто е способна, а зашто не е. Да, вела дека она кое што добро го знаеме и зашто добро сме информирани и едуцирани не би требало да не плаши. Да. Затоа верувам дека вие и не се плашите токму од таа причина и добро е се повеќе да бидеме информирани, иако во светот се соочуваме и со точни информации, достапност до точни информации, извори, но и за жал дезинформации за тоа што и како прави вештачката интелигенција, па и околу нејзи имаме теории на заговори и така натака, но читав една интересна вест во однос на очилата кои што паметните очила кои што ги споменавте, за тоа како и на кој начин функционираат, во смисла на тоа дека само што ќе ги ставите очилата, ако зборуваме на оние на мета, кои што се најавуваат, дека или веќе се достапни можеби, дека веќе знаат и пред да им кажете што сакаат. Што е нешто што изгледа како научна фантастика, да, затоа што малку поодамна ќе си речевме дека тоа нема шанси да биде во ова време догледно или во нашиот животен век, но еве и е реалност, дека генерацијата Z веќе некако се оддалечува од мобилните телефони. Дали тоа значи дека еве како млади луѓе кои што не знам која година сте, но веројатно тука сте негде во таа генерација, дали сметате дека од компјутерите, социјалните мрежи и телефоните од генерацијата Z па натаму ќе се префрлат на ова ново време, значи комуникација со ChatGPT во однос на одговори од вештачката интелигенција, паметни очила, роботи за помош и слично. Па, секогаш генерациите се адаптираат на технологијата. Технологијата не на генерациите. Секако технологијата се развива согласно потребите на општеството, па и на младата популација, меѓутоа младите сме ние тие што се адаптираме на уредите, на смартфоните, на компјутерите, така што претпоставам доколку дојде во смена некоја си на користење на технолошки уреди, веројатно дека ќе се адаптираме на тие нови уреди.
Да. Но велат дека новите генерации ги прават промените и го трансформираат светот во однос на изборот кој што го прават, па веројатно и улогата е подеднаква. Па, новите генерации имаат доста поголеми барања во однос на минатото и се отсечни во своите барања, во своите погледи. Така што верувам дека може би дошло и до промени доколку нивните барања се такви. Така што Тоа оди взаемно, така. Взаемно, да. Да. Илија, каде сите вие тројца впрочем си ја гледате иднината, тоа и пред малку со професорот го коментиравме кога не беа вклучени камерите, дека навистина нашите факултети веќе нудат одлични можности за образование и едукација, но дали имаме и работодавци кои што можат да ги услужат овие млади научници и експерти, или едноставно иднината си ја гледате надвор од Македонија? Дефинитивно има работи во Македонија. Сега, зависно со колку сте задоволни нормално. Да. Дали тоа е во финансиски аспект или во научен аспект. Јас ево лично можам да кажам дека ФЕИТ ми даде една супер подлога и дека и понатаму се гледам на магистерски, например, на ФЕИТ. Ќе споменам ево пример дека и Робомак е за некои студенти прв чекор кон науката и кон како што кажа Филип, праксата. И доста често, например, јас кога барав пракса, немав нешто големо CV, бидејќи тогаш започнав, но имав учествуван на Робомак и како проект го наведов тоа и всушност тоа ми помогна да стигнам до пракса и нормално да ја завршам во тоа време. Па сметам дека има работа и дека и во Македонија има иднина, но сепак зависи од апетитите на индивидуата. Магдалена, како ти си ја гледаш твојата иднина во или надвор од земјава? Па јас ја гледам во земјава. Јас би сакала да работам во индустрија и сметам дека македонските компании нудат одлични услови за пред се за млади инженери како мене и сметам дека тоа е голем плюс најпрво како млади луѓе кои што туку ќе завршиме факултет во најбрзо време и ќе почнеме да ја градиме својата професионална кариера, ама дефинитивно се гледам во Македонија. Филип? Па, јас сум на магистерски студии на нашиот факултет, исто на нашиот институт за автоматика и системско инженерство. Се гледам во полето на вештачка интелигенција, па и на машинско учење. Со тоа што би останал во државата, секако бидејќи гледам дека има простори за развиток и на нашиот факултет и компаниите кои нудат секојдневно нови позиции, ги следат светските трендови. Така што веројатно би останал тука. И еве прашање последно за професорот. Дали забележувате од година во година се поголем интерес кај младите личности, кај студентите во однос на науката, во однос на сите овие, да речеме, нивни изуми и интерес кон истите, како и темите за кои што говоревме? Апсолутно. Значи, бројот на заинтересирани расте од година во година, затоа што и од мали нозе децата имаат пристап до технологија, како што рековте, не е како порано. И од основниот средна школа ги полека почна да ги изучуваат и работи, така да на факултет веќе гледаме с големен интерес од година во година кај младите и во роботика и општо во технологија, така да очекуваме и се надеваме дека тој тренд ќе продолжи. Да, а ние се надеваме и дека ќе постојат компании и фирми кои што ќе ги задржат младите кои што вие од факултетот добро ќе ги едуцирате. Да, така е, да. Ви благодариме многу, посакуваме навистина да останете гениални во ова поле и да ги следите сите трендови заради тоа што мора некој тука и во Македонија тоа да го прави, така ли е, Филип? Да, ви благодариме за гостувањето и што имавме можност со вас заедно да ги споделиме впечатоците на овогодишното издание на Робомак.